Добре дојдовте на новата епизода на подкастот Vision of Voices. Денес со нас во студиото е Данче Митева, дипломиран психолог и кариерен советник. Добре дојде, Данче. Добро. Благодарам на поканата. Вака, Данче, пред да дипломирате психологија, сте биле запишани на правниот факултет. Па како еве се одлучивте? Па дури и пред да дипломирате, така се имате одлучено за психологија. Зошто баш психологија? Интересно прашање. Да, прво бев запишан на правен и се го ставив во мирување некаде неколку испити пред дипломирање. Што беше доста тешка одлука да се направи, но се деси еден момент. Интересно беше дека на сите први предавања на правен не прашуваа зошто на правен. И многу често беше шалата да се каже тие што не знаат каде да одат, а не знаат математика, одат на правен. Тие што знаат математика, одат економија. А за мене тоа не беше точно. Правен реално ми беше интересно, но се деси момент каде една личност постојано ме прашуваше зошто. Зошто? И некако дојде до момент каде што не можев да го одговорам зошто сум направен. И дали си ја гледам таму иднината и дали гледам колку можам јас таму да внесам вредност во тој свет. Така да не беше брза одлуката од правен да се оди на психологија. Некаде траеше година време, каде што целосно ми се расклопи менталитетот. И видов колку голем идентитет имам изградено околу тоа да бидам добар студент и така да добро да учам, а не тоа што учам. Од таму доста беше во криза, реално. И поради тоа што психологијата беше табу тема, и за жал се уште е табу тема, морав сама да излезам од таа криза. Кога веќе си помогнав себе, гледав дека ако можам на себе да помогнам, можам и на другите да помогнам, а од секојаш сум сакала да помогнам на сите живи битија. Но освен што сте дипломирале психологија, имате учествувано над 70 курсеви. Какви искуства сте стекнале со тие курсеви? Обично сите курсеви ми се некако поврзани со психологија. Значи, вистина сум влюбена во психологијата. Така да дали е истражувачкиот дел на психологијата или теоретскиот дел, сите се поврзани некако со психологија. Верувам дека доста е важно да се оди на неформално образование, бидејќи реално нема доволно време во формалното се да биде внесено во него, што треба да се знае. И неформалното треба да го искористиме за малку повеќе да специализираме и малку повеќе да дознаеме како да се справуваме со специфични ситуации. Дали сметате дека неформалното образование дека е важно? Апсолутно. Формалното образование е некако општо и за сите е општо, ние сите сме индивидуи со наши потреби, со наши желби, со наши мотиви. И неформалното образование некако ја го дава тој флексибилитет на образованието, дека што точно може да дознаеме каде се ние наоѓаме во тој свет. Кои се предизвиците кои се сочивте и во пресвртот од правен факултет кон психологија, но и самата професија како психолог, со кои предизвици се соочувате? Некако интересно е. Психолошкиот факултет е малку поразличен, но на друг аспект неголи другите факултети што се сметаат за тешки. Со тоа што за мене никогаш не беше тешко само теоријата да се научи психологијата, но реално дел од самиот факултет е само да се запознаеш и само свеста. И реално ми се има случувано да читам за некој испит и да се пронедам во текстот. Чекај малку. Па така да на тој начин е малку тежок факултетот. А од друга страна, како психолог, реално не е лесно да се држи болката на другите луѓе. Поради тоа што
од една страна да, има емпатија и се сочувства со другиот, но од другата страна мора малку да ги водиме низ таа болка. Сте биле на неколку Еразмус програми, еве, и какви искуства сте извлекли од таму? И кои држави ги посетивте? Прв пат бев на Еразмус за Чешка и беше, пак проектот беше поврзан со психологија. Сите ми се со психологија поврзани. Некако од првиот добив залет за да можам независно да патувам и да можам независно да си го одам мојот пат. Така да потоа бев за размена на семестри и од таму добив знаење каде што едноставно не беше овде достапно. И се работеше научив програма која потоа ми овозможи да магистрирам. Значи да го завршам мојот труд и да магистрирам. Така да Еразмус е голем дел од моето образование, се уште имам контакт со професорите со кои бев на Еразмус, така да многу ме влијаеше и дефинитивно секој што може и сака да оди на Еразмус треба да се искористи можност. Значи сте добиле добри предности со Еразмус Плюс. Апсолутно. Од проекти. Исто така работите и како кариерен советник, па како е од психолог, дали психологијата ви помогнала и за оваа работа? Дефинитивно, кариерното советување е некако дел од психологијата, од трудова психологија, така да многу помага тоа што, например, знам психологија на личност, на карактер. Поради тоа што која професија ние ќе одбереме, дефинитивно зависи од нашите лични карактеристики, што ни оди и нашиот темперамент и карактер. Како вие би помогнале на младите за да одлучат со која кариера да се занимаваат? Кога некој ќе дојде на кариерно советување, најпрво се почнува со разговор и баш со интервју, за да дознаеме кои се потребите, кој има искуството, што тие сака да работат. Исто така потоа се следи и со тестови, значи психолошки тестови кои исто така помагаат за да дознаат каква кариера на нив им лежи или например какви вредности на нив сакаат да им се дел од нивната кариера. Нешто што морам да го потенцирам е дека при одбир на кариерата мора да има, барем за мене, job shadowing или пракса. Бидејќи едно е тоа што се учи на било какво образование, а друго е после реалната ствар. Од една страна повеќе ги слушат гласовите од родителите, например, ќе кажа еве мојата ќерка да биде докторка сака и нормално девојка ќе се фокусира спрема ова да оде, ова работа да го работи. Важно е да бара сам себе да желба да продолжи со ова. Апсолутно. Каде ќе ја влече. Апсолутно и затоа реално мислам дека на 18 години малку е и рано за да се одлучи кој факултет и со тоа која кариера, бидејќи да, реално законски сме веќе возрасен, но се уште не сме изградени како возрастни личности. А возрастна личност веќе знае, како прво има самодоверба во себе, има се доста истражувано, знае од прилика што му прилега, што сака да прави и уште што е поважно, знае да застане за своите зборови дури и спрема родителите. Дали имате некој начин како младите можат сами да си помогнат во таа одлука кон која кариера да почнат? Реално пак најмногу ги потенцирам за искуство. Дури пред да одат на било какво образование, едноставно искуство. Доколку имаат било каква идеја за било каква кариера, дури и да не можат да го имат искуството, да разговарат со некој што ја има таа кариера, за да дознаат како е всушност да се биде во неја. Дали психологија излегува од таму темата?
Според моето искуство и тоа што јас знам, мислам дека постепено, но сигурно да. Со тоа што младите луѓе се многу поотворени да барат одговори за нивните проблеми и како да бидат решени. Мислам дека доста влијаеше тоа што се доста проширија темите на социјалните мрежи. Има толку многу луѓе што едноставно пишуваат совети, разни совети. И овде би малку ставила акцент на тоа да се види од кој доаѓа советот и да се види нивната позадина и нивната едукација. Друго мислам дека на тоа влијаеше можноста за онлайн сесии, без разлика дали овде е советување со психолог или психотерапија со психотерапевт. Значи има разлика. Но знам доста луѓе што баш почна онлайн, а веќе потоа може и да се префрли со физичко присуство. Така да полека, но сигурно излегуваме од она табу статус. Рековте дека за избор на кариера е битно искуството, па како младите може да се стекнат со повеќе искуство? Прво, барем за мене, според мое мислење, секогаш е праксата, поради тоа што е малку подолготрајна и реално доколку навистина е пракса како што треба да биде пракса, реално учениците, студентите им станува опиплива работата и реално работат и реално добиваат знаење. Така да знам дека доста веќе средни училишта дел од самото образование е одење на пракса. Мислам дека веќе и задолжително доколку одат на факултет да мора да одат на пракса преку летниот период. Знам доста и курсеви дека што во самиот курс како завршен дел е практично сработување на некој проект. Има доста опции преку невладини организации да се стекнат со искуство. Дали некогаш е касно да се смени кариерата? Многу од младите на 18 години завршуваат средно школа, училишти се запишуваат на факултети, па можеби нема да се пронајдат во некој факултет како вашата ситуација. Мене? Да. И дали некогаш е касно да се смени таа кариера? Можеби по завршувањето на факултетот да се смени до која возраст може слободно да се смени кариерата или нема таква лимитација? Прво нешто што можам да споделам дека навистина беше страшно да се донесе таа одлука на 22 години, веќе на крај на еден факултет, да се почне целосно од почеток со различна генерација, дека што реално гледав и само гледав како јас сум малку поназад. Од другата страна беше сите околу мене, или скоро сите околу мене, каде добив совети дека чекај на крај си, издржи го ова, на сите ни веќе прекиснува на крај, значи тоа не е до тебе, до факултетот треба да се заврши и тоа е тоа. Така да беше потребна доста храброст. За лимит за промена на факултет или промена на кариера, би рекла дека нема, со тоа што дефинитивно зависи од самата кариера. Не знам колку би било кој почнал да учи медицина на 50, за да стане доктор на 60. Но за други кариери кои сте малку пофлексибилни, зошто да не се почне од почеток на 40, на 50, нешто ако навистина сте сакале да го правите и на почетокот повеќе се малку гледа и сигурност, и финанси, и се тоа, а потоа што на мене ми прилига, што јас сакам. Друго нешто што можам навистина да споделам е дека баш ради таа моја промена на кариера можев сама да видам колку има разлика да учиш нешто што ти е интересно и да учиш нешто за кое стварно го сакаш и си любопитен,
апсолутно и на почеток кога го учев за испит и психологија, едноставно не ми се веруваше дека ова го читам за испит, а не ми е во слободно време за себе. Така да има огромна разлика во енергијата која треба да биде потрошена во нешто што го сакаш и нешто само што ти е интересно. Кај младите исто гледаме и некој тренд на земање слободна година после завршувањето на средното училиште, на некој начин како да се размисли за каде понатаму и со кариерата и со факултетот, па дали е тоа корисно за младите или како еве треба да постапат после завршувањето? Како е според вас? Јас искрено топло го поздравувам тоа, бидејќи мислам дека на мое време барем тоа прашање многу помалку се поставуваше. Не се поставуваше што ќе правиш после средно, туку каде ќе одиш на факултет се поставуваше да, тоа беше прашањето. Така да, како што порано спомнав, реално на 18 е доста рано да знаеме што ќе правиме во следните 40 години, или колку таму 50. И за тоа топло поздравам оваа година каде што младиот човек може да реално да експериментира и да се истражува, но навистина тоа да го прави. Некој општ совет за младите? Би рекла храбро, но калкулирано, напред со да збират искуства. Тоа, да. Ви благодарам, Данче, на одвоеното време. Благодарам и на вас. Драги гледачи, ова беше крајот на уште една епизода на подкастот Vision of Voices. Се гледаме во некоја наредна епизода. Останете со нас.